Нова епизода во нова среда. Среда за среќна, што би се рекло. И денеска го анализираме светот што не збунува, но и луѓето и нивните навики, нелогичности и оние навидум нормални работи за кои не сме ни свесни дека ги правиме. Предпоставувам погодувате денешната тема суеверието. Глобалниот јазик на несигурноста. Во што верувам? Зошто верувам? И што тоа зборува за нас? Добре дојдовте во реалити чек. Овде реалноста не е завршено приказна. Суеверие, именка, среден род. Верување во надприродното и во ритуали со цел да се привлече среќа или да се спречи несреќа. И толку е дефиницијата. Малку зборови, а многу надприродни сили кои постојано ја чекаат секоја наша потенцијална грешка. Нема рационална, ниту научна подкрепа. И што можете да направите да се заштитите од она што ве плаши? Останете со нас. Сега веќе без друго е Малер да го прекинете видеото. Прејаска птица ме покага. Иначе, кога ми помине црна мачка пред пат и у кола да застанувам и искачам веќе 3 жегори насад, лукам па продолжувам. Што ќе ви увери дека денес можеби не е вашиот ден? Црна мачка, отворен чадор во затворено, можда пуштена машина за перење на празник. Тоа сигурно. Да, некој си? Не, врска. Може би црна мачка, не знам. Ке чукнам, ајде, ке чукнам во дрво. Не, дали практикувате? Не, да. Што ќе Дрво на дрво. Па црна мачка чеклот симетрично камче. Да, пуштена машина за време на празник. Да, празник не переме на празник. Пу. Ќе чукнам од дрво. Имате ли некој ритуал за среќа? Не, нон-стоп Ако сме биде. Ако ми тргне, може да кажам, ајде машала зарно, нека се случуваат убави работи. Пу. Не, ќе чукнам удра. Да. Тоа малку за машината за перење може, ама мачка. Или не верувам. отворен чадор на затворена просторија. Ни тоа не ме плаши. Машината. Машината, да. Деме као за Господ, нели? Да. Пази ме. Имате ли некој ритуал за среќа? Да. Конкретно за факултет, морам со тоа пенкало што сум вежбал, со тоа да полагам. Исто е со пенкало. Да се суеверна личност. Не, ни случајно. Не баш. Би поминале без проблем од бандера во буквална Л форма. Сега поминав. Сигурно нешто ќе се помисли, ама од друга страна ќе помислам дека тоа не е баш така и повторно позитивно ќе размислам и тоа ќе донесе среќа. Дали се сметате за суеверни личности? Се сметаш бе? Тешко брат. Поминал покрај бандера, под бандера во Л форма наше? Не бе брат. А ако ти тргне нешто од рака, дали чукнаш во дрво 3 пати? Или пу ќе кажеш? Не. Имаш некој ритуал за среќа? Не ам брат. Среќен сум едноставно и тоа е тоа. Сам ќе се ја несреќат. Ќе те увери ли нешто дека денес не ти е денот, пример ако ти помене црна мачка? Не бе брат, не. Сам си го правиш денот. Само верува во Господ И пола работа е завршена. И пола работа е завршена, знаете. Другото е на нас. Фала ви многу, ви кажа. Нема проблем. Само имајте доверба во Господ и све ќе. Со верба сме на пола пат. А имате некаков ритуал за среќа? Не, позитивна мисла можеби сам. Ве чеша левата рака, ќе земате пари. Или десно, тогаш ќе давате. Истото суеверие го има во Бангладеш, но и во Гана. Отворен чадор во домот носи несреќа и во Обединетите Арапски Емирати, а во Иран, исто како кај нас, се истура вода за работите да течат лесно како водата. Како и кај нас, така и во Италија, несреќа е да го оставиш левот наопаку. Во Латвија е малер да се вратиш дома ако имаш нешто заборавено, што може да е проблем ако си заборавил пасош пред патување, чадор, вклучена рингла, пегла. Ама ако имаш среќа, нема ништо од ова да ти направи проблем. Ногти не се сечат навечер. Така е и во Алжир, Мароко, некои делови на Индија и Бангладеш. Во цела Источна Европа, милиони се во живото загрозувачка опасност од промаја и седење на бетон. За разлика од црната мачка кај нас, во Сиера Леоне е малер ако змија ти го попречи патот, што сепак има малку повеќе логика. Во Бразил фрлаат цвеќе во море за среќа.
Ние фрламе сол преку рамо против уроци. Во Намибија ти е мале го те начека хиена. Сегде е мале рако те начека хиена. Французите веруваат во судбина, американците во манифестации. Ние веруваме во неа оставе ташната на подот ке немаш пари. Но она што ни е заедничко за сите е дека веруваме дека нешто контролира се, иако не го гледаме и не можеме да го докажеме. Често суеверието е тешко да се признае, бидејќи е признавање на несигурноста и стравовите. Во суштина, сите се храбри, додека не ги ставиш пред бандера. Во оваа епизода на Reality Check, мал тест на обична фрекнатна улица и бандера заборавена од минатиот век. Ке свртат околу како расипан GPS или нема ниту да ја погледнат. Некои поминаа право, и тоа се хероите на епизодата. Други, па нивното тело кажа нека не е на лошо, уште пред да стигнат до неа. Некои не поминуваат под бандера плашејќи се од лоша среќа. Други фрлаат сол против уроци. Трети сакаат да чукнат во дрво. Ама ако сакаш со сигурност да ти отворат, тогаш не тропаш ни во дрво ни во иверка, туку Здраво! здраво. Денеска ја испревртавме среќата. Не си ти кај нас, ние кај тебе. Така, така. И нели како се вика, се доаѓа со вино, за да ни тече лесно и со благо да ни биде сладко. О, тоа, ти благодарам. Значи денеска со нас има Спасовска. Јас не знам каде побрзо да погледнам. На секој чекор во твојот дом има по некое храмче, мини храмче. Од 1 до 10, колку се карактеризираш себе дека си суеверна? 10. 10. Ај објасни ми ги. Посебно сега, откако ми доја на гости и откако знам дека фокусот е на таа тема, си ги препознаваш. Се освестив дека дефинитивно сум 10-ка. Не знам, јас кога го видов ова дрвото ме фасцинираше. Ке ми го објасниш? Да, знаејќи со години наназад дека money tree или дрво на животот и на парите и на материјалниот свет, дека значи символот највеќе е дрво, поврзан со дрво. Преку многу модули и курсеви каде што сум била и каде што сум изучувала такви работи, секаде сум наоѓала во просториите, дали ќе било тоа слика, дали нацртана или залепена, некаков символ со дрво на парите. И пред 2,5 години одлучив да си го пресликам тоа и кај мене дома, меѓутоа во 3D форма, како што го гледаш овде. И овие паричиња колку време ги собираше? Па тие се собирани со не знам. На секој кусур? На секој кусур ги собирав во тегли, многу во тегли. Повеќето останатиот дел отидов и ги помножив во големи банкноти. Останатите одлучив да ги залепам на зид и со тоа што ти носат ли среќа? Чувствуваш разлика? Па самата верба во тоа дека постои нешто, дефинитивно да, и сега јас имам неколку стимули направено или неколку цели како тоа би се развивало. Почнува од оздола, од најдоле, со самата тапета. Таму е најгусто? Не. Да, има доле на самата плочка, ако може да се види, дека почнува баш од оздола, не лебдат. И благодарение на самата тапета што овде има таков столб, одлучив догоре да ги размножам и да се ставам себе си со најголемите ти си тоа горе? Цифри горе, да, јас сум тоа горе, не може да биде друг. И со, тоа е AI верзија од мене, со круна, со тоа што јас ги славам истите. И чеки се, ова само за тебе функционира? Па јас сама живеам дома и да, ова е специјално за мене. На гости, ако ставам јас паричка, за мене ќе важи? Ако ставиш ти паричка, таа е дали веќе ќе се моја мултиплицира? паричка. Не знам, ајде да видиме, чекај да видиме. Ама види, јас немам ситни. Ама и тоа знаеш зашо? Зашто сакам побрзо да фатам.
Ете, гледаш? Гледаш како си доаѓаат пари? Па да, за тебе да. Добро, дали да стојат тука? А вака ако ми правиш, секој ден ќе те викам на гости. За секој ден не знам дали ќе можам вака да ти оставам крупно, на крај ќе ги раситнам, па ќе секој ден ќе лепам и ја по денарче, па ќе го расцветаме дрво. Музика ќе ставиме тука. Без да звучи како универзитетско предавање, но вреди да се потенцира дека според толкувањата засновани на светски анализи, психологија и културни наблюдувања. Кога луѓето се соочуваат со неизвестност, испити, професионални интервјуа, патувања, преселби, љубовни драми, мозокот сака да внесе контрола во хаос. Суеверијата се всушност ритуали што ни даваат чувство дека барем нешто е под наша контрола. Како да кажеш, не знам дали ќе успеа, ама барем чукнав во дрво. Експериментираме. Колку луѓе ќе најдат дека генеричките фрази во толкување на талогот од кафе за нив имаат посебно значење. Како професионално го работиш? Скроз професионално. Не ражува какви работи? Па прв пат ми е ова така. Ти нема гледам да се во животот? Значи ќе треба све јас да ти кажам. Тука гледам имаш вулкан, што значи те чека бурен период. Така? Па да. Тука има скала за успех, што значи ќе успеш кај да сакаш. Гледам дека чекаш документи некои. Па да, сакам да за виза да пробам за Америка. Оде за негде далеко, пошто има, да гледаш, прелет над изнад кукавичката ѕвезда. Друго има 8-ка ти е важен број. Да, така. Како? На 8-8 сум ројена. 8-8? Да. Значи август ти е цел важен. Да, така. Ради Илинден или? Не. Ради Крушевско? Добро, 8-8. Тука гледам имаш тркало, возиш точак? Тротинет. Зато помало е тркалото да се гледа. Облаци, да не чекаш документи нешто? Па не. Ќе стигнат и да не чекаш? По македонски пошти, ова 4 до 6 месеци, значи од септември негде очекувај документи. Се викаш некако на W. Па... А однопак, на М. Да. И на М се презиваш? Да. Гледа, што нема промаши. Че ќе на факултет, овде гледам особа со 2 очи имаш во животот. 2 очи. 2. И еден нос има. Како? И еден нос. Да. Особата. Добро. Гледам 9-ка ти е битна во животот, како 9-ти месец. Тоа е за осамостојувањето на Македонија, така? 8 септември. Па не, само 9 бројка ми. 9 и двојка гледам дека ти е битна. Да. Тргнеме. Овде гледаш ова танц. Како има? Имаш некоја блиска личност? Или ти си на Д, или блиска личност е на Д? Така? Јас сум да. Како се викаш? Дарија. Може, мило ми е. Значи сум професионалист во ова. Сега ќе се запишуваш на факултет, колку што гледам. Да. Така? Имаш план дали тука, дали во странство, не си сигурна, гледам нешто згради. Нешто има ко парк овде, го гледаш? Паркот. Тука мојме змијата ќе сечиме одма, само треба да ги поместиш една копче нагоре надолу и да куцниш 6 пати во ова, пошто е пластика за дрво е 3, за ова е 6. Сега 6. Сега одма. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добро, не претераш, да не му заводиш скроз глата гледалото е човекот сепак. Во Америка гледам исток, запад, Њујорк, не, Сан Франциско. Така, негде во Лос Анџелес, така. Холивуд, а? Така, да. Тука, значи тоа е интересен пат, ќе имаш убав пат таму. Гледаш како оди нагоре, так. Имаш особа со 2 очи, така? Некоја. И со 2 очи особа во живот. Па да, не сум имал со повеќе, извини. Добро, може со помалку, не. Ова кажува тука 2 очи, плава. Имаш некој на Б во животот? Па Бојан, јас се викам. Тоа више не знам дека се вика Бојан, ова е се презиваш на Н. Тука гледам змија некоја.
треба да се пали со некој во друштво, малце тука има око свртено назад, што значи ќе треба да гледаш и назад малце во животот. Да имаш очи напред и назад да внимаваш на све, тоа може главата да му скинеме. Say what? Ќе ме скинам јас главата, само треба да се свртиш се 3 круга на часовникот како што оди. Clockwise, што ви рекле вие младите. Моментов. Сега се срдам. Сега ова. Намо се свртам 3 пати. Да. Тоа е од другата страна. Нива намо. А таму е, добро. И 3. 3, добро. Ете ги 3. Готово. На змијата ја избркавме со тајфунот твој. Тоа значи дека секи е окей, ќе има некои препреки. Ке се поменате преките? Да. Ево тука е чисто, после тоа имаш пат негде. Ќе на одмор? Ќе одам. Каде? Ова не кажува. Италија, Турција, Грција. Ке шетам. Машо, добро. Не фаќа толку, нема толкава карта на ова. Друго што имаш, ова види колкава плажа имаш. Ете одморот. Од овде до овде. Ке трае значи одморот. Ќе трае колку сакаш. Имаш, гледаш и жирафа. Што значи да чека нешто високо, нешто што за другите не е достижно. Ама тука гледам и нешто попречување на желби. Не ќе добиеш од... Или ова можда ако ќе во Грција, да, не знам. Ама тука има некој попречување што тебе ќе ти смета, ама има излез од тоа. Го изгледа да гледаш ова дрвото горе како е, со крошна, со... Што значи, ако е на почеток не, можда тебе ќе ти смета, потоа во животот не ќе испадни дека е да и дека ќе е све добро на крајот. Од тоа не ќе излезат подобри работи. Се скала да ти кажам? Да. За змијата исто така, имаш око овде. Погледаш окото? Да. Некој сака да те види. Сега кој не знам, овде све околу темно, што значи може да иде некој животно. Чуваш нешто? Да, куче мало. Едно само? Да. Како се вика? Беби. Добро, беби, после ќе се вика гроуна, кој ќе порасте. Може би. Да. Ево, тука гледаш, имаш ова ти е избор во животот, кој ќе патиш тако громот што се. Тоа е гром од ведро небо, значи нешто многу добро. Да. Се плашиш од змија? Не. Дали некој символ или само змија? Или може да е змија, може да е шпагета, нешто, ама е веројатно змија поќе. Сега има налето излегват, но тука пиши во високи треви да не се движиш. Овде имаш дошт, чадор имаш, така? Добро. Оти ако заврни да не се накисниш. Овде имаш балон, што значи летање, тоа значи ќе нешто над освен што ќе полеташ Америка, него ќе достигнеш нешто поќе во животот. Супер. Па тоа е супер, да. Искрено се е супер. Се е супер, да. И толку. Готово. И тоа е тоа. Подарувам уште малце да се исполни желбата. Да ставам раката посмора? Да. И ти веруваш во вакви работи? Па да, верувам во вакви работи. Добро, ама никогаш ме плашело, не сум била сигурна дали сакам да слушнам. Јас сум Моџо Килингтон, професионален гледач на кафе од школата на Нермин Мијановиќ од Босна и Херцеговина. Добро, јас сум Божидар Божиновски, иначе врска немам со ова. Озбилно ми порава дека знам да гледам. И мило беше што ти гледав. Мене беше многу драго. Многу бе работи и многу го иднина. Благодарам многу. Надам ќе ме уште имаш шанса. Кога сакаш може да ти гледам. Веруваш во вакви работи? Веруваш. Верувам. Добро. А не треба, пошто све е измислено, ова врска немам со гледање. Не зизаш. Добро. Тоа е тоа, се уште малце да чуваш ова, да фати енергијата. Ајде. Отоманско гледање. А многу интересно. Да, во Босна го научено кај Нермин Мијановиќ. Тоа е од Стари Ваков, 7 дан, 3 ноќ. 2 години, во више школа. Мислам има и постдипломски, али нема да, мислам, не се живе од гледање кафе, еспресо пијат, сите се таму, не можеш да видиш ништо. А само на турско се гледа? Само на турско се гледа и на чај, ама нема поќе со оние чај, треба да сврши со
Левчиња. Мислам, во ќе си искаш, ќе видиш, дека не чини чајацо. Да. И веруваш ти овакви работи? Па да, се ми погоди осмица, тоа стварно ме зачуди. Друго не погоди ништо? Само слуца? Не, тој дека сакам. Добро, за еднината горе, то самата ќе треба да си го. Добро. Иначе врска нема од гледање, јас прв пат ова го правам во животот. Стварно? А како знаеш се? Може да имам врска, не знам, али прв пат ми е ова. Стварно? Најстварно. Па добро, стварно погоди се. И стварно погодив и вервај си во тие ќе ги имаш желбите и ќе ви се исполнат, пошто А сега за џабе го држам ова. за џабе го држиш. И за џабе притисна желба. Ние сме логични суштества, но сме постојано рационални. Сакаме објаснување за се. Кога нема објаснување, суеверието доаѓа нешто како утешна приказна. Среќа, карма, уроци, тоа се само начини на мозокот да си каже ова мора да значи нешто. А на социјални мрежи чувствуваш таква енергија? Многу. Во коментари, во што? Во коментари не. Барем за сега немам почувствувано толку нешто што ќе ме вознемири и фала им на оние кои што ме следат и кои што се културни до крај. Веројатно им влијам некако убаво позитивно, меѓутоа не чувствувам точно од кого доаѓа, знам дека кога ми е убаво и кога ќе ставам некоја стори, например, или некоја убава објава, каде што си ја споделувам мојата енергија буквално на највисоко ниво во моментот како се чувствувам, знае веднаш да ми падне енергијата, буквално да ми се исече од корен во самата секунда како ќе го објавам нештото. Да. А како се справуваш со луѓе, например, кои што се си има некакво значење, се си има некаква си врти енергијата, си флуктуира. Дојде некој ти рече, јас не верувам во ова, нема врска. Секој е чест, секој има право да верува во што сака. Јас верувам, затоа ќе си ја вртам оваа куглата што е кристална од глобусот, нели? Пошто тоа значи дека ќе патувам. Така ли? Да. Ете, гледаш, јас тоа не го знаев како така, мене ми символизира како цел свет да ми е тука, на дланка. И дека јас го имам светот, не светот мене, туку јас го држам светот во себе. А инаку знаат и пример да речеме, еве брат ми ќе го земам за пример, тој можеби и не верува толку или пак не сака да си признае дека верува и многу знае да ме зафркава, да рече значи станов, добро, подземни води има овде или нема? Кажи како ти е свртен, добра си се со ова. И ме зафркава така често. Или компасот кај, бидејќи јас многу често и со компасот секоја позиција мора да ми биде. По фенкшуи. По фенкшуи, да. Сум ангажирала екипи за фенкшуи да ми кажат кој каде треба да стои по мојот хороскоп. Во текот на денот колку пати си бараш некакво логично, не е логично, можеби тоа е некакво објаснување. Да си најдеш за нешто што се случило во денот, позитивно или негативно. Дали се што ти се случува во текот на еден ден, што ти е важно, например, го идентификуваш со енергијата која што некој или некое место го има. Да, например, ќе земам за пример, јас кога сум сама и најчесто сум позиционирана некаде каде што гледам во некоја ќоша од моите храмчиња по дома или пак преку прозорец и знае пример да дојде во тој момент каде што јас имам некоја идеја во главата да дојде бел голуб да ми застане на и одма знак. Одма тоа е дефинитивно или пак нешто лошо, пример црно нешто ќе помине. А црните ги гледаш? Работи си ги читам како дека не треба тоа во моментот. И ги неутрализираш. Па ги прифаќам, бидејќи без црниот цвет не може ни белиот да опстане, така да само се знаци дека не треба до толку да се дава форсирање. Без да го слушнам тоа, јас сама го имам применето. Пример во Калифорнија пред да полагам за кола, морав да земам нешто, некој символ со мене кој што ми значи и кога ја видов и како се вика женава што требаше да ме да потврди дали добро возам, да ми даде возачка всушност, носеше слични символи како моите во вид на обетки и тоа беше знак. Јас го препознав тоа и се препуштив, што можеби е и само психолошка потврда дека тоа е нештото и тогаш не мора ни да значи символот дека е точен, туку мене ми влијае позитивно, што ме опушта и јас сум сигурна дека тоа ќе помине.
Не знам, за мене добар почеток на денот е ако најдам место за паркинг. И ако си најдам место за паркинг, се знам дека ќе тече после онака гладко. Во Јапонија и Кина, бројот 4 се смета за несреќен, бидејќи звучно наликува на зборот смрт. Во Италија тоа е бројот 17, во Америка 13. Секоја култура има свој страшен број или среќен предмет. Суеверијата се како локални традиции, се пренесуваат од генерација на генерација, понекогаш и без многу луѓе. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Истражувањата покажуваат дека многу образовани и рационални луѓе имаат барем едно суеверие што не би го сакале да го признаат. Не затоа што веруваат во магија, туку затоа што со такви работи не се ризикува. Практично суеверие како заштита од самите себе. За психолошката страна на суеверијата, што не тера да веруваме во нив и како тие влијаат на нас, денеска со Деспина Ковачевска, гешталтерапевт во едукација. Која е разликата меѓу религиските верувања, меѓу суеверијата, меѓу убедувања, меѓу верувањата во енергија, во универзум, во кристали, во тарот карти? Да, инаку имам и тарот карти да со мене. Нема стереотипи, значи? Да, нема стереотипи. Вака, сите тие всушност еден механизам на заштита ни задоволуваат, односно ни помагаат да се заштитиме од сите оние несигурности и суеверијата главно постојат баш од таа причина кога ќе сме пред некаква несигурна иднина, пред некакви стравови од тоа што ќе се случи во иднината. И ако не можеме да си помогнеме, што е поголем овој страв, што е поголема оваа несигурност, тоа се појаки суеверијата или овие да речам објаснувања дека ако нешто направиме, нешто ќе се случи што ќе ни помогне. Кога зборуваме за религијата, зборуваме за еден систем на верување кој што е институционален систем на верување, кој што има хиерархија, кој што има припадност на група, исто така има обреди. И тој е различен од духовноста. Кога зборуваме за духовност, зборуваме за потрагата по нешто повозвишено, некаква смисла. И тука самата личност ја бара оваа смисла, повисока смисла, а додека зборуваме за некои енергии, верувања и суеверија, тогаш зборуваме за буквално ирационални, реактивни некакви однесувања, каде што не знам, ако ја оставам ташната долу, нема да имам пари. Некоја пракса во текот на нашиот живот, во нашето секојдневие, се покажало дека нешто функционира. Секој излегување од таа матрица која што на нас ни дава сигурност, без разлика дали сме ние врзани сега за некој суеверија во текот на денот, нели? Секој излегување ни создава страв. Јас додека бев на пример на факултет си имав некакво уверување дека пред секој испит, пред секој битен ден морам да носам нешто што до сега не сум го облекла. И нема никакво објаснување рационално во тоа, освен фактот дека јас никогаш не паднав на ниту еден испит, ама секогаш носев нешто ново. И во мојата потсвест можеби се создава, се билда некаков систем на свесни или потсвесни верувања дека тоа ќе биде така. Има луѓе кои што секојдневно денот го почнуваат отворејќи нели да погледнат хороскоп. Можеби некој врти карти. Не знам, ги сврте ли картите пред да дојдеш во студио? Да, не го направив тоа, ама може ако сакаш да го направиме после. Сакам. Има најразлични системи кои што нудат одредена, да речам, одредена поддршка за нашите стравови или ни помагаат полесно да смислиме нашата иднина, при тоа да има на што да се потребаме, бидејќи нели денеска ние живееме во еден многу несигурен систем. И тоа е вистината, во еден систем кој што ние сме окружени со војна во Европа, војна во Палестина и постојано сме бомбардирани на интернет од сето тоа што се случува. Бараме безбедна оаза всушност. Да, и тоа е тоа зашто луѓето во најголемиот дел нели си препишуваат, тоест иднината некако си пробуваат да си помогнат, да си најдат објаснување и да си најдат сигурност во таа. За разлика од нашите
не знам, родители претходно во системот на социјализмот, например, тие работат една иста работа 20 години, ние, например, помладите, си менуваме работа на секои 3 години, работиме во странство, работите наши не се сигурни. Работиме дигитално. Дигитално и сето ова е еден тотално друг систем од таа што сме научени и затоа имаме и нов систем и на верување. Ако доминантниот систем на верување во минатото била религијата, од паганизмот, нели, подоцна е религијата, генерациите кои најмногу веруваат во така наречени енергии и не знам манифестации, такви се најчесто millennials и Gen Z, односно оние што се родени 81-а. Од 81 па навака, да, додека постарите, да речем, постарите да не се навредат, повозрастните гледачи ќе веруваат во некој систем што е повеќе институционален, како религиски систем или верување кои што се повеќе традиционални. Значи, ако црна мачка ми го помине патот, не знам, скршам огледало, сега тоа кај младива... Поминам под бандера. Да, тоа кај младива го нема. Односно, младите луѓе и децата, кога ги примаат овие суеверија, односно начинот на кој го учат, е баш преку семејството, преку социјалната средина и овие работи ги примаат од семејството, од постарите на некој начин. Додека пак возрастните, кога веруваат во одредени суеверија, тоа го прават бидејќи нели од таа несигурност, ама и од конфирмацијскиот бајас, што го нарекуваме ние, односно кога ќе ни се потврди нешто, ова ти што го зборуваш. Значи, одам на испит, облакам нешто ново, и го положувам испитот и само така си ги потврдувам своите верувања дека тоа е така. И влегувам во конзумеристичко општество. Константно се купува нешто ново. Како влијаеме на децата? Претпоставувам дека тоа е несвесен систем кој што го наметнуваме, бидејќи децата не се во состојба самите да го изградат својот систем на верување на стравови, тоа го пренесуваме ние возрастните врз нив. Но денеска децата се изложени на многу информации од различни страни. Се менува ли затоа можеби нивната самодоверба, да кажеме, нивниот вредносен систем, нивниот систем на верувања? Пред малку ми кажа дека помладите веруваат во енергии. Тоа е можеби некоја... Да, во self-care, во манифестации, во... за разлика од, пак ќе речем, повозрастната генерација, помладите генерација, ама и генерално секоја нова генерација сака да е, како се вика тоа, да е пркоси на таа посланеза и бара индивидуалност, бара нешто различно и бара да избега од правилата, ама при тоа зема некои други правила и други суеверија што суштински или квалитативно се исти. Значи, дали ќе верувам јас дека ако фрлам вода, ќе го поминам испитот или ќе ми биде во животот се лесно како вода, или ќе мислам дека ако си мислам јас позитивно, стварно се позитивно ќе ми се деси, или ако 3 пати, не знам, кога ќе станам секоја сабајле, мислам на, не знам, дека ќе имам добра работа и после 3 месеци, 4 ќе ми се случи тоа без да барам работа. Нели? Да. Или ќе оставам ташната доле и за тоа ќе имам пари или нема да имам пари, ама јас нема да работам. И тоа магично ќе се случи, квалитативно овие работи се исти. Но индивидуализмот денеска, капитализмот како таков, социјалните мрежи нудат еден нов различен систем на верување кој што бега од традиционалниот, односно бега од институционалниот, бега од религискиот. Така последно читав едно истражување дека во Британија и во општеството генерално се враќа повторно паганизмот и паганските обичаи, односно пак младите сака да избегаат од религијата или од било каков систем кој ги затвора. Тука е исто проблемот и со гревот кој религиите го имаат. Значи младите луѓе денеска не сакаат да подложат на правила на што е грев, што не е и како треба да се однесуваме, моралните вредности како такви. А од друга страна ги имате социјалните медиуми, најразлични, не знам, коучови, најразлични инфлуенсери, најразлични гледачи на тарот, астролози, кои што може и да си ги платите, доколку ве интересира и сакате повеќе да знаете. И се создава еден, да речем, паралелен систем, еден систем кој што е онлайн и верување кои што доаѓаат од некаде таму и еден систем кој што нели го имате дома во семејството и не знам. Има ли разлика во однос на општествата? Значи, дали прозападните општества се поотворени кон енергиите, не знам, има ли општества кои што се поконзервативни, се држат кон класичните религии, значи дали има врска со географската позиција во која што се наоѓаме, а со тоа, односно со нашата отвореност кон информациите кои што ги примаме, дали постои можеби разлика во силината на вербата
меѓу мажите и жените. Ова го кажувам и од аспект на една многу популарна серија која што беше голем хит изминативе години, White Lotus, нели, последната сезона во која што една од главните улоги, главните ликови всушност ги базира сите своји уверувања на тоа дека не несреќата доаѓа во пакетот 3, но при тоа е наједуцирана во поглед на познавањето на енергијата, на духовноста, на тоа што значи да се биде добар човек. Значи практично едно конфронтирање на се што во еден лик, но можеби најдобро го ја отсликува денешнината. Истражувањата поголема дел покажува дека жените се подложни на верувања во одредени сили или енергии, за разлика од мажите кои што се повеќе на некој начин да кажем рационални или повеќе практични. Во однос на возраста? Да, во кој веруваат. Во однос на возраста, па најверојатно би било дека постарите луѓе веруваат повеќе во овие, суеверија, но пак ќе речам тоа е поради начинот на кој што тие се растени во образованието, исто така до некој степен игра улога, но и не игра. Тука е интересен систем што ние освен што сме рационални, ние сме и емотивни битја. Така што верувањето во одредени суеверија е емоционална реакција, не е рационална. Така што да, со степенот на образование најчесто луѓето во поголем степен се атисти, но не значи дека не веруваат пак во духовноста. Така што дали во сите овие нивоа, во сите овие нијанси на суевериеве, да кажеме, можеме да го извлечеме и позитивното, како што го спомнав и јас пред малку, или така наречен пласибо ефект, дека одредени верувања стварно можат да направат чувството, самодовербата, начинот на кој што се поминува низ денот, да го охрабрат просто човек, но и обратно, дали може да имаат и негативен ефект. Да, овие суеверија, како што напоменав и на почетокот, се заштитен механизам. Односно на сите нас ни се заштитен механизам кога ќе имаме, кога ќе се соочиме со анксиозност, со несигурност од иднината и најчесто од ситуации кога немаме контрола, можеби тогаш најмногу нели сме подложни на ова суеверија. И во таквите случаи е многу добро затоа што на еден начин тие го смируваат човекот, му даваат едно смирение, една поголема сигурност која ги прави работите. А од друга страна, исто така може да бидат искористени против нас. Например, имаш луѓе кои што на разни гатачки, кои што да речем ги лажат луѓето. Потоа продаваат на секакви лекови направиш ова, ќе ти се случи тоа, така што може да бидат искористени за манипулација. Исто така и во политички цели, од друга страна може да бидат кога вие пуштате некаква порака дека нешто лошо ќе се случи ако не гласате за некој или направите ова или направите она, така што овие верувања може да бидат искористени и за добро и за лошо, но првично се заштитен механизам на самата личност. Дури кога од негативен, дури кога самата личност ќе отиде и ќе искориста за негативно, пак таа се смирува. Значи ако јас отидам кај некоја гледачка или пораќам некаков лек и таа ми каже дека се ќе биде окей, да, јас сум искористена, ама од друга страна мојата анксиозност е намалена. Се среќаваш ли во твојата пракса и во секојдневието во работата со луѓе за кои не би помислила дека се склони кон суеверие? Тука зборувам пред се луѓе кои што имаат професии кои што се поврзани со науката, така што ќе видиме на пример и можеби луѓе од природните науки кои што во своите кабинети или во своите домови имаат икони или одредени религиски символи, па едно со друго некако е неспојиво. Јас кога сум ги прашувала моите пријатели од сферата на науката, како го врзуваат својот професионален живот со вербата во нешто што не можат да го докажат, велат дека и нивната пракса покажува дека некои работи немаат објаснување и не останува никаква друга експликација освен да се бара објаснување во нешто таму, горе во универзумот, во Господ,
нели кој каде си го нашол своето објаснување. Многу често се случува луѓе кои се соочени со, да речам, преголем стрес и преголема одговорност на самата работа, да имаат одредени механизми, па ќе речам, за помош кои што им помага да се справат со ова. Па така и многу е нормално лекарот да си верува дека и постои да најдат некој образложување кое што нема кое што некогаш рационално. постои нешто поголемо, тоа што го прави многу често се дешава да имаат среќен инструмент, не мора секогаш да биде тоа религиски или икона. Да, така што и тоа е еден начин на, па ќе речам, справување со анксиозноста, со стресот, со сето тоа што една таква работа го носи. Несигурноста, немањето контрола врз човечки живот е нешто многу големо за да си го препишаме самите на себе. Што тебе те води кон тарот картите? Зошто баш тарот картите? Да, јас со тарот картите како избор почнав од социологијата, односно од антропологијата, каде што првпат ги земав картите како еден вредносен систем или хиерархиски систем што и ден денеска постои од аспект на символизмот. Седор моите другарки не сватија дека може да се гледа на тарот и да почна да ме тера да им гледам на тарот. И сега сум главна гледачка у друштво. И сите љубовни врски, со кој да видам, со кој да не видам, нели ги пробуваме да најдеме одговор преку тарот, но сепак нагласувам дека тоа е нешто што е забава, дека тоа не е базирано на реалноста и е нешто што е променливо и може во секој момент да се смени. Ако верувате во енергија, супер. Ако не верувате, и тоа е енергија. Доколку ви е подобро кога ќе чукнете во дрво, окей, но бидете сигурни да не е иверка. Доколку манифестирате љубов, погрижете се и другата страна да знае за тоа. И ако денеска не ви е денот, не значи дека е до ретрограден Меркур. Може би само ви е понеделник во душата. До следното издание на Reality Check, верувајте во се што ве прави среќни. Само погрижете се барем да биде забавно. Се гледам.